покрај тоа што после 3 дена во Истанбул изгреа сонце, тоа не изгреа за 39 луѓе кои вчера го изгубија животот во клубот Рейна во областа Бешикташ во европскиот дел на Истанбул. 30 минути пред полноќ, вооружен маж скриен или преоблечен како Дедо Мраз, влегал во клубот кој што во Истанбул важи за еден од поелитните клубови каде што има голема фреквенција на странски туристи и со автоматска пушка направи буквално масакар. Последните официјални информации кои што ги добив пред околу 15 на минути се 39 мртви и 69 ранети. Оно што е поинтересно или што е чудно, покрај толку големо полициско обезбедување, 16.000 полицајци вчера беа на должност во Истанбул, 1.500 само во Таксим што се наоѓа во близко на плоштадот Таксим што се наоѓа во близината на Бешикташ. Сепак човекот кој го направи масакрот поуспеа да избега. Полицијата се уште трае по него. Корисна информација е дека 16 од 39 загинати се странски државјани. Се уште не се соопштува нивната националност, односно од која држава доаѓаат. Ќе се обидам јас да дознам по некоја несреќа, не дај Боже да нема и некој ранет или не дај Боже загинат македонски државјанин. Веднаш по нападот полицијата и покрај тоа што беше веднаш до клубот влезе во клубот Рейна, меѓутоа не успеа да го фати човекот. Гостите од паника скокаа во блиското море, така што беше и ангажирана и турската крајбрежна служба за да ги спаси оние неколку стотици луѓе што скокна буквално во море за да избегаат. Јас синоќа неколку часа пред Нова година го имав практично последното моје јавување од плоштадот Таксим што се наоѓа на некои 2 километри од областа Бешикташ. Кажав дека таму се случува навистина нешто невообичаено, нешто барем јас како репортер прв пат што го видов на толку мал простор да има толку големо полициско обезбедување. Некако се чувствуваше во атмосферата дека се очекува да се случи. Турската полиција, предпоставувам, за тоа беше и во толку голем број, сакаше да имаше и видливо и невидливо присуство. Со тоа видливо присуство, колку што јас можам да разберам, сакаше да ги демотивира сите оние кои што би се обидели да направат терористички напад. Имавме информација дека од овие 1500 полицајци кои што се распоредени во Таксим, голем дел од нив беа и скриени полицајци. Имавме информација дека оние улични продавачи на костини се полицајци, келнери во кафеани се исто така полицајци, се со цел да се спречи тоа што за жал вчера не се спречи. Само неколку часа пред овој терористички напад во Анкара, во главниот град на Истанбул, имаше акција на специјалните антитерористички сили на Турција во кои што беа уапсени 7 или 8 чинам борци, како што беше кажано, на исламската држава, кои што планирале терористички напади во поголеми турски градови без се уште да се каже кои се тие градови. Тоа го јавија на Долу Agency, така што сите вчери информации околу можен напад за Нова година беа сконцентрирани за Анкара. Меѓутоа, за жал, тој се случи во Истанбул. Исходот го кажав, за сега 39 мртви, 69 повредени. Од 39 мртви, 16 се странски државјани. Изминатите денови јавив дека за новинарските екипи е многу тешко да се снима во Истанбул, бидејќи има многу за јакната безбедност. Предпоставувам дека од синоќа, од пола час, од 30 на минути пред полноќ тоа ќе биде уште потешко. Ние како екипа секако ќе се обидеме да се доближиме колку што може поблиску до местото на синоќешниот масакар. Иван, очекувајте живи јавувања денеска во текот на целиот ден. Како што ги добивам информациите, така ќе побарам вклучување со цел да бидеме информирани за тоа што се случува моментално во Турција. Меѓутоа, мислам информација сега прва што треба да ја дознаеме дали не дај Боже има меѓу загинатите и повредените и македонски туристи, имајќи во предвид дека не така мал број македонци решија новогодишните празници да ги дочекаат токму во Истанбул.